Купишта, скандали, договори во 4 очи, промена на името на државата, прифаќање на уцени од соседите, недостоинствено преговарање, голтање кнедли, понизност на патот на Македонија кон ЕУ, неказнивост на криминалци, афери со давање пасоши на наркобосови, неконзистентна политика, изневерени очекувања, корупција. Листата, по што е препознатливо 7-годишното владење на СДСМ, е долга и широка. Во време кога популарноста на опозицијската партија е во слободен пад, наместо да се фокусираат да си го кренат рейтингот во пресрет на локалните избори, одржуваат трибини и ја критикуваат власта што направила или не направила за една година. Иако и самата влада е свесна дека за една година не може да се поправи сето она што се уништувало 7 и дека секогаш може подобро. Можеби е логично што јавноста се прашува, а што направи СДСМ за 7 години? Освен што се однесуваше како помал коалиционен партнер и играше како дуи ке свират, нивната политика на сервилност се гледаше и на меѓународната сцена. Прво ќе ви кажам како ќе функционираме. Како до сега. Како до сега. Дига Ивани, како си? Много добре. Поздраво за. Тоа љубави се покажа и на дело. Се што побара Бугарија, Македонија под палката на Заев, а потоа и на Ковачевски и даде. Договор за добрососедство, француски предлог со кој се согласија на уставни измени. Билатерални протоколи со земјата која го негира нашиот идентитет. За понижувањето да биде уште поголемо. Една година по подпишувањето на договорот за добрососедство беше подпишан и Преспанскиот договор, со кој Македонија стана северна. Да живее Република Северна Македонија. Партијата која ги донесе сите овие понижувања за земјава, сега зборува за понижена Македонија. Разговарав со илјадници граѓани изминатите месеци и сите велат. Нема гордост без достоинствени плати, без перспектива за младите, со партизирани институции и правда која важи за сите, освен за функционерите на власта. Сега СДСМ како опозиција ги критикува и економските политики. Кога дојдоа на власт во 2017 година затекнаа долг од 4,7 милијарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. 7 години подоцна во 2024 парите се побрзо се трошеа, а јавниот долг тогаш ја надмина границата од 60%. За 7 години владење СДСМ не успеа да доврши ниту еден значаен инфраструктурен проект. Нивното управување со Македонија минатата година го заокружија со неквалитетна патна и железничка инфраструктура, а ветувањата се претворија во промашени рокови, несериозни планови и потрошени милијарди без резултат. Власта на СДСМ бележеше неуспеси и во борбата против корупцијата, реформи во правосудството, владењето на правото. Од скандалозни именувања на обвинители блиски до политички партии, до претисоци во судскиот совет. Сега владеачката ВМРО ДПМ најчесто пати реагира дека во судството, избрано во, како што велат штабовите на криминалната коалиција, нема правна разрешница за случаите како Дурмотурс, модуларната болница во Тетово, онкологија.